Понеделник, 25 ноември, кратки вести во 12 часот. Повеќе од 300 машини и преку 600 работници секојдневно работат на автопатот Кичево-Охрид, порача заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. За прв пат промовираме зимско асфалтирање на минусни температури и токму на автопатот Кичево-Охрид. Николовски уште еднаш потенцира дека до почетокот на летната сезона за сообраќај ќе бидат пуштени околу 40 километри од автопатот од Врбјани до Охрид со еден мал прекин кај Ботун, а до крај на 2026 година ќе биде изграден целиот автопат. Во еден од старите рударски копови на рек Битола треба да биде лоциран новиот регионален центар за управување со отпад кај Новаци, еден од 5 вакви планирани во државава, каде отпад треба да носат 18 општини од центар Жупа па надолу преку Струга и Охрид, Кичево и сите оние од Пелагонискиот плански регион. Се подготвува уште од 2010 година, но до денес не е реализирана. Овој проект на ниво на држава ќе се финансира со кредит од Европската банка за обнова и развој во висина од 60 на милиони евра, од кои над 30 ќе бидат потрошени токму за овој регионален центар кај Новаци. Тројцата охридски боксери од клубот Алексо Огненовски се вратија со бронзени медали од Балканското боксерско првенство што се одржа во Лозница, Србија, како дел од македонската репрезентација. Наум Стојановски го избоксува мечот до крај, додека Димитар Ѓорески и Енис Алиу со прекин го освоија третото место. Следен предизвик за охридските боксери е учеството на државното првенство, што на 14 декември ќе се одржи во Битола. Времето денес сончево со мала локална облачност, дуа слаб ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.